Денеска истекува двегодишниот рок за поставување филтри на комбинатот Југохром, кој во ноември 2014 година го доби од владата. Според невладината еко-герила, Југохром останува најголем загадувач на воздухот, а поминува неказнет. Законот за поставување на филтри на фабриките е донесен во 2005-та, но од тогаш до сега ништо не е направено. Законот за вакви фабрики да работат со филтри постои веќе од 2005-та година. Значи не е нешто ново, не е дека Југохром ги фати вчера ова. Имале време од 2005 до 2014, имале 9 години да се спремат. И нема врска кој е власник сега, кој бил власник порано. Тој загадувало цело време. Значи затоа требало со време да се прилагоди. Ваквите потези што ги прават со купување време и продавање магла и тие и од страна на власта, значи и Југохром како фабрика, тоа е веќе некоја јасна слика дека тука само некој се грижи за сопствениот профит, а не за здравјето на граѓаните на Тетово и околината. Од еко-герила бараат повеќе да не се купува време, филтри да се постават за добро на сите граѓани на Тетово. Да бидеме јасни, значи ние никогаш не баравме да се затвори Југохром, баравме да се стават филтри. А да се стават филтри треба да работат на тие филтри и да се фокусираат на тоа, а не значи како што направиле досега. Значи ова е извадок од оперативниот план, каде што кажува дека без филтри, како што е сега, 30 тони прашина на ден испушта во воздухот Југохром. Со филтри ќе пушти само 800 килограми. Од раководството на Југохром пак бараат повторно пролонгирање на рокот од 18 месеци. Велат дека дури во јули годинава ја добиле градежната дозвола. Од тогаш интензивно работат на поставување на филтри. Направени се бетонските фундаменти, сега ќе се става челичната конструкција, така да си работиме со таа динамика, меѓутоа да сме на некој начин оневозможени да правиме ништо повеќе од тоа што беа само административни работи, тоа се проекти, вадење на градежна дозвола и така натаму. Моментално Југохром има 700 вработени. Досега во неколку наврати во зимскиот период беше затваран, само за да се испита дали навистина е причинител на големото загадување на градот, вели Скендеровски. Но според мерните станици на Министерството за животна средина се покажало дека загаденоста сепак останала на високо ниво.